Деца бевме, не знаев што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти побарам. Деца бевме, не знаев што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти побарам. Не ме чекај, милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имав мен, еден без друг да остариме. Чекај, милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имав мен, еден без друг да остариме. Речено здравје. Да го запрев времето, да го слушав срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина лична коса му била, бела рака да ти побара. Да го запрев времето, да го слушав срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина лична коса му била, бела рака да ти побара. Еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имав мен, еден без друг да остариме. Чекај, милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имав мен, еден без друг да остариме. Мислев не си за мене, таква среќа имав мен,
еден без друг да остариме. Ете така, уживавме во уште една музичка numera и како што ви најавив, денес ќе зборуваме на темата музика и не случајно во нашето студио го поканивме Александар Ангелов, фронтменот на Dream Team бендот од Кавадарци, кој е во мешан состав, меѓутоа сепак ние си го знаеме како од Кавадарци. Александар, добро утро и за прв пат добре ни дојде во утро. Добро ве најдов, добро утро до сите гледачи на телевизија Катри на оваа прекрасна утринска емисија. Најпрво ви благодарам на поканата и тука кога доаѓам секогаш се осеќам како да сум дома, пошто од самите почетоци кога почнав сум со вас и со оваа телевизија и така да продолжи таа традиција и еве до денеска сме заедно како што кажувате. Така ете, не сме те поканиле досега во утро заради тоа што ете чекавме да се направат некои интересни работи кај вас во бендот, неуморно работите со полна пареа, покрај тоа што имате свирки, постојано значи настапи каде што ве покануваат, меѓутоа имате и доста свадби кои ги свирите не само во Тиквишкиот регион, туку низ целава држава, па имате и патување и надвор од државата, имавте некоја турнеја и затоа некако се одлагаше ова сето ваше гостување овдека. Меѓутоа поводот што ете сте дел од утро ова утро е и новиот проект кој го направивте на наше огромно задоволство. Гледачите имаа прилика нели да видат дел сега и од тие парчиња на проектот и во самава утринска и не случајно ги пуштивме. Ајде да почнеме од почеток. Како започна годинава, каде бевте се на турнеја, првин за тоа да зборуваме, па после се остана? Па, ја како што кажувам, фала му на Господ, годината започна успешно и мислам дека ќе ја завршиме успешно оваа година. Како и секоја година до сега, еве како што кажавме, нели 25 години на македонската сцена, како што кажавте, тоест ние не сте нели локална група, да не се разбереме погрешно, ние сме група на ниво на Македонија и ние представуваме државата, како одиме и настрана од Македонија, дали во Соединетите американски држави, дали во Австралија, во Канада и низ Европа секаден, така да како што кажавме, ја започнавме успешно и ќе ја завршиме со овој проект успешно оваа година и сме задоволни со сето тоа што го направивме за оваа година. Така. Меѓутоа бевте на турнеја, каде бевте, како поминавте? Па вака, ние минатата година бевме, се погоди така, за новата година бевме во Америка на турнеја, во Њу Џерси, Чикаго и во Мајами, а за самата нова година настапувавме во Њу Џерси. Како се вративме од Америка, немаше ни една недела, две пауза, одма заминавме за Австралија. Таму бевме на 5 недели и од Австралија, па како се вративме, заминавме Швајцарија, мислам дека бевме за Великден и како се вративме од таму, одма продолживме со нашите свадби, традиционални свадби, како нели што кажуваме. И така да беше доста турбулентен период. Така, се надевам дека убаво поминавте, прифатиле публиката. Да. Мислам, морам да кажам дека кога одиме така настрана од државата, по тие турнеи, можам слободно да кажам, дори некои работи што се случуваат таму, што ги гледаме на филмовите, ги гледаме во живо таму. Фала Богу што имаме доста пријатели, нели, во тие сите држави и благодарение на тие пријатели можеме да видиме доста работи што во реалноста не можеме некогаш да ги видиме, нели? Али ете, и така иди. Така. Штом ве бараат, штом ве викаат, тоа значи дека продуцирате квалитетна музика и имате и своји парчиња на песни. Така се случи и новата песна која ја издадовте. Песната за Јана, мислам, така? Да, за Јана. Ајде малку околу таа музичка numera да ми кажеш кој се работеше на неа, текст, музика, аранжман, спотот. Па добро, таа песна малку беше наменска за нашиот колега, ќе го поздравиме, Дејан Нихоловски Чуле, на неговата керкичка се вика Јана, така да направивме еден таков избор, викам ајде што да правиме, како да правиме и ете се деси тоа што се случи. Таа песна е на Евто Попиновски. Само текстот, ако не се лажам, не сум сигурен на кој беше, мислам дека не е битно толку, али аранжманот е на Ангел Чосев, снимено во студиото на нашиот колега студио Подрумот. Така да песната е испадна преубава, мислам дека е доста прифатлива од публиката, што е многу битно. Нас не е тоа најбитно да овој песната биде прифатена од публиката, нели како што ви кажувам. Видеозаписот го снимавме во Охрид. Еве една голема благодарност до нашиот другар и брат Владо Попиновски, тој ни овозможи да го направиме, тој спот кај него го организираше сето
тој во Охрид со катамарани, со локации што Владче беа си е одбрани, таков, го познавам лично, пријател ми е, така да нема да ве остави на Никипа, случајности. да. Па исто и така и во Америка кога одиме, благодарение на него, тој доста ни помага таму. Во Чикаго ни организира доста свирки. Значи исто и во Мајами кога бевме преку него беа доста тие настапи, така да без него многу работи нема да може да бидат ако не е тој, нели? Така е и секоја му чест, затоа што на вистина 100% се вложува во тоа што го зацртал и го замислил, а секако воедно и помага на вас така, како бенд, нели, да се представите и во другите држави. Добро. Кажи ми што е ново што спремате, а ќе се навратиме после на проектов кој го изработивте. Што е ново што треба да очекува публиката од вас? Се работи ли на нешто ново? За ова да не збориме сега што е така, Не, после ќе зборуваме. Па вака, ново е, во декември сега исто спремаме уште еден проект со едни наши колеги, али тоа ќе го оставам како тајна, еве ќе го споделиме во декември. Ај нешто малце кажи ми, малце. Па еве ќе биде тоа сето ќе се снима во Струмица, значи со едни наши добри момци, добри колеги, наши пред се добри пријатели. Тоа е најново проект во декември, ама тоа е малку поразличен концепт ќе биде за разлика од овој концепт. Значи друг стил со друга замисла и така натаму друг аранжман, нели? Тоа е најново. Тоа значи дека ќе извадите нови песни ваши, авторски, или Па не, тоа сепак нема да ќе биде има исто со авторски песни, пошто како што рековме, нели малку поразличен концепт од овој проект што го снимавме. Исто нешто слично, али различен концепт. А наши авторски песни, да, како што кажавте, спремаме веќе сне при крај со тоа авторско CD и мислам дека едва чекам да го извадим и тоа CD, пошто е редно време да слушнеме публиката и наши авторски песни. Ние веќе имаме 5-6 песни авторски, се снимаат, пиче две се готови, уште две ги очекуваме да ги се при крај и се надевам дека тоа најверојатно би било после нова година да се издаде тоа сето CD, пошто искрено нема да стигнеме до крајот нова година да сето тоа да го реализираме. Значи после нова година да очекуваме Со да се Господ направи напред, да. бум од ваша страна. Па добро, види, мислам ние до сега дека направивме бум, али редно е да направиме бум со тие наши авторски песни. Да, зборуваме за авторски Така, песни. Кои се работи на песните што ги спремате? Па претежно на нашите песни работи Николчо Коки Коцев, има доста негови авторски песни, Ангел Чосев има две песни негови, како што кажаме, Коки има две песни. Имаме на соработка, веќе остваривме контакт со Николчо Мицевски, веќе неколку имаме средби направено, пошто затоа кажав, чекаме уште неколку песни, значи ќе биде дел и оно од тој наш нов проект. И ќе видим уште еден. Сигурно планирате и видеозаписи да има за сите? Па најпрви сакаме да го издадеме како аудиозапис, нели тоа, сето веќе како што кажавме за песната Јана моја, така мислам дека беше, направивме видеозапис и со Господ напред ќе видиме како ќе оди работата, се надеваме дека за сите песни ќе направиме и видеозаписи. Да. Дај Боже да направите, затоа што така веќе проектот јас според мене е комплетен. Така, да. Се надевам дека така ќе види. Добро. Сега кажи ми околу баш тоа, што треба да направите музика ваша, песни, спотови, за да дадете свој печат, нели, да не препејуваме од колеги песни, туку дека треба, нели, да дадеме свој печат како еден бенд на македонската сцена. Тешко ли е, кажи ми, тоа сето да се изведе? Требаат ли многу финанси? Зошто повеќе, еве прашање што ги мачи сите, верувам, естрадни уметници, нели, знаеме колку е тоа скапо? Па не е толку скапо колку ше у моментот тешко е да се направи една такава хит песна и да ги, како да кажам, прве ние имаме дефицит на тоа поле, пошто ние немаме медиуми каде да се експонираме и каде да ги презентираме тие сите работи. Например, нашиот сосед, например Република Србија. Добро. Ќе тргнеме таму. Значи, само видите они колку само медиуми имаат, колку телевизии имаат само, да не можам да ги набројам, нели? Ние немаме едноставно каде, ако не се овие утрински емисии, ние немаме каде да промовираме ни песна, ни спот, ни ништо. Немаме буквално единствена емисија каде што има само дали на македонска телевизија, дали на телевизија Сител, па макар и на локалните телевизии да има една само емисија за народна музика. Нема таква, не постои прво. И второ, ти колку и да сакаш да твориш и да правиш, нема каде да го промовираш тоа. Мислам дека не грешам, мислам дека се разбираме, така? Да. Така да, јас можам да бидам горд на тоа поле и можам да се пофалам вака по казаречки кажано,
Ние имаме наши авторски песни, тоест, например, еве, ќе ја спомнам, ти е мега хит, таа песна на Николчо Коцев. Сите не бали се твои, исто така е на Николчо Коцев, така да тоа се наши песни отпеани. Превер од нашите колеги, дали од Дејан Николовски чули, дали од Маријан Коцев, а после сите останати групи ги препеаат тие песни, така тоа се наши авторски песни. Исто и на Ангел Чосев има доста песни што се испеани од нас и така натаму. Така да не имаме што да се пофалим со тие авторски песни и останатите групи ги пеат сите тие песни, дали на свадби, дали на емисии, дали ови на проекти, така да. Ама пак ќе кажам, многу е тешко да направиш сега моментот песна и да стане хит. Многу тешко. Сметаш дека нема автори кои ќе направат добра музика? Има автори, ама нема како да се изразам, не знам, да не се разбериме погрешно, да не ме разбери публиката погрешно. Нема каде да ја промовираш таа песна. Еве сега ќе дојдеме тука, така ли? Да. 10-15 минути пола сат, толку. Нема телевизија, нема маркетинг тако каде што може на некој да пушта телевизија да гледа само македонска музика. Така, значи тоа недостасува во етерот на Македонија. И мора да има селекција, да се знае кој на кој каде му е местото. Не можеме сите да бидеме во исти кош, да се разбериме. Како што има селекција нели во коли, во бизнис и така натаму, мора да има во музиката селекција. Тоа е многу битна работа. Мислам, пак ќе кажам, да не бидам погрешно разбран, има за секој простор и место каде и што и да работи, али мора да се знае секој каде му е местото. Така. Ние имаме тука и таков проблем имаме и во државата. Така, меѓутоа јас сепак мислам дека многу од изведувачите не продуцираат нивна музика ради финансиите, затоа што едноставно и немаат и поддршка, немаат доволно настапи каде што се добро платени за да можат да Добро, има влијание и тоа има удел. Инвестираат нели во тоа. Има удел во тоа, али ја горе-доле не би се сложил, мислам од причина што пак се враќаме на истиот мојабет. Има добри автори кај нас во државата, само проблемот е што немаме ни навика да слушаме наша музика и како што кажавме, немаме медиуми такви како што можеме да експонираме таа музика. Значи не е проблем да платиме, ќе платиме, ние добро заработуваме, фала на Господ, така? Добро. И не е проблем да платиме песна, например, да направиме Николчи и така натаму. Ама како што кажавме, значи многу тешко да постигнеш ефектот што треба да го постигнеш. Значи единствена мрежа каде што може да се рекламираме социјалните мрежи, например Facebook, Instagram и така натаму. Да, меѓутоа не е случај тоа и со нашиот медиум, јас сум сигурна и ти тврдам, затоа што сепак ние како медиум одвојуваме и како медиумски простор за се слагам апсолутно за особено за македонската музика. И јас лично ќе кажам еве за мене и за мојот бенд, затоа и кажав на самиот почеток на оваа емисија за КТВ, немам зборови што да кажам, не дека правам лице, тоа го мислам реално, пошто од самите почетоци сме биле заедно и до ден денеска сте останале достоинствени, например, каде имало дали промоција, дали имало сте биле на некој нова песна, значи без да се јавам, нашата музика била споделувана на вашата телевизија. Со исклучици, зошто реков како вашата телевизија. Дај Боже да размислуваат сите така и да бидат така, ќе биде многу полесен после пато за што викаме да ја промовираме авторската музика. Еве ние многу време размислуваме на тоа поле како да најдеме начин, ама зошто ти викам, значи имаме сериозен проблем со тоа. Што знаеш како викат, ајде, бе, нема веза, дај ќе ја препееме песната од Ефта, ама виче дојди времето што виче нема да се дозволува да се пеат. Еве ние како бенд на ниво на Македонија, сите песни до сега што ги имаме снимено, преработени, дали за овој проект, дали за претходниот проект, се е прашано со авторите, се е во замп запишано, значи со дозвола. Не е снимено, текнало сега, ќе ја снимаме каверија. Тоа било од сам почеток и можам да си земам за право да кажам дека ние сме првите бендови во Република Македонија кои почнавме да снимаме овакви проекти, да правиме преработки на авторски песни, на пример како од авторите на, ќе го спомнеме покоен Милан Завков, дали Миле Барбаровски и така натаму, нели? Значи, али се било со дозвола, со нивна дозвола и запишано во ЗАМ и дека имаме дозвола. Така да останатите групи да се дај Боже им се да го прават они, ама не го прават, знаеш. И затоа сме таму кај што сме. Да, и затоа имаат проблем со промовирањето на тоа што го сработиле, затоа што едноставно и самиот медиум наидува на проблем доколку немате договор со ЗАМ. Види, една работа, значи јас например како автор можам да дозволам ако ме прашат или ако не ме прашат можам да ја блокирам песната например. Али една работа, секој автор значи се трудил, постигнал, направил нешто и бара да биде испочитуван, така? Така е. Не може сега например ќе пием, ќе лумпувам или некоја било која песна и сега знаеме дека е хит таа песна и сега не сте се собрали тука да ќе ја снимаме. Не.
Ја не се слагам со тоа. Значи, еве, јас толку време работиме на естрадата и горе-доле со сите добри пријатели на ниво на Македонија и со автори и со така натаму. Секој еден бил прашан, како што е ред, вино уредно, со договор со сите тие работи, со дозвол. Значи, до сега не сте имале проблем. А останатите бендови, со добра намера сакам да го кажам, ни еден, мислам, не ни еден, има со исклучици, ама не го почитува тоа правило. И затоа имаме сега сите проблем. Мислам, ние немам проблем, они имаат проблем. Али така да, мора да знаат како одат нештата, значи мора да се праша, да се направи договор, има некои да вторите барат пари и ќе му се плати, не тоа е негов труд, така? Па тоа е негова песна, значи не може некој да му ја краде како што ќе му текне. Затоа како што кажав, малку се измешани работите, ама ајде да се надеваме дека ќе се средат сите тие работи. Сега ајде да зборуваме за најновиот проект што го имате. Значи проектот ви е фантастичен, морам да кажам. Многу убави луѓе од естрадата сте собрале во самиот проект. Ајде, кој све беше, како соработките излегоа, каде се снимаше и кој снимаше, многу ме интересира, затоа што навистина, кога ќе го погледнеш, малце даде едно освежување на македонската сцена во делот да не бидеме копи-пейст на сите оние работи што ги гледаме веќе, што ги има постојано по телевизиите. Рецим, ти благодарам за убавите зборови, искрено ми значи. Значи, овој проект, како што гледате сите овие гости, што сте овие се сите наши добри пријатели, најад 20 години пред се, наши соработници, пред се другари и колеги. Така да, изборот не беше случај, како што кажавме, значи беше една дел од наша екипа добри пријатели, како тука е нели Нао Петриски, Зуица, Ленче и Горан Кукич, Даци Александар, ќе ги набројам сите, како што кажавме, Сузана Гавазова, кој не го спомнам друг? Миле Кузмановски, исто и он е наш, може да кажам, помотно 25 години соработник. Така да сите останати, Дани, Полина, Чулевиче, нели член на нашиот бенд. Тој не го спомнуваме вашето. Така да изборот беше таков како што го замисливме, нели дај да направиме нешто што мислиме дека ќе остане за наредните генерации и да направиме нешто што стварно ќе биде добро и мислам дека пак ќе кажам, ја користам една дефиниција, фала му на Господ, има доста позитивни критики за овој албум, овој проект што го направивме, значи мене тоа ми е драго и мене ми е најбитно кога ќе излезам дали низ град, дали некаде, и дечки, браво, супер, ова што го гледавме, знаеш, најбитно е народот да го бара и да биде, оти ние се што правиме за публиката и за народот. Има време кога ние да правиме за нас проекти, тоа е нели индивидуално, како например јас како кларинетист или Димитар како хармоникаш, али најпрво не е битно тоа. И мислам дека направивме нешто што стварно ќе остане запаметено и искрено добро изгледа, мислам, тој проект. Да, и многу ми се допадна тоа што веќе сте дале акценти на самите колеги, секој да си отпее својата песна. Па замислата беше така, да правиме. Да не биде препев, него ете се собравме, направивме нешто што ќе остане за идните генерации на ваша иницијатива. Замислата беше баш така, кога го правивме концептот, што ќе правиме, како ќе правиме, ајде да направиме вака, например, Наум има 90% да не речем 100 се негови хит песни. Безвременски. Да, баш така безвременски. Зуица исто има добри песни, Горан Ленче исто има прекрасни песни. И тоа е еден таков спој направивме што стварно они си ги отпеа нивните песни и у наш автентичен звук, што би рекле, нели преработени во наш стил. И искрено стварно и јас не мислам очекував, ама не баш толку да испадне тоа така, пошто ние како бенд направивме една проба, дај да ги видиме овие песни, а со колегите немавме буквално ни една проба. Тоа беше се еден таков договор, на 25-ти правиме снимаме. Каде бе? Во ресторан во Деница Молино. Што бе вака и вака? Дрим, ти ми пријателите. Супер, како, што? Има замисла, веќе на лице место се договараме. И ства искрено беше така тоа сето. Значи со нивните песни. Спонтано. Да, се собравме сите во ресторан. Овој проектот беше сниман во ресторан во Деница Молино во Скопје. У 6 сатот се гледаме таму, од 7 почнуваме со снимање, така да се беше во една позитивна атмосфера, опуштена атмосфера и тоа мислам дека се гледа на самиот проект, се гледа дека исто како кафаната, седиш, нели, добро мезе, по една чаша вино и така натаму. И стварно добро исполнено тоа сето. И сме искрено задоволни, нема да застанеме тука со овој проект, пошто имаше доста гости што треба да бидат на овој проект, уште тројца, четворица од колегите, ама тој не беа во можност да присуствуваат на тоа снимање, пошто беа надвор државата, од кои требаше да бидат, ќе ги спомнеме и на овој проект и Андри и Панчо требаше да бидат.
Они тогаш не беа исто тука во државата, ама ете тоа е тоа што се случи. Така да, како што кажав, ние нема да застанеме тука, значи одиме сега на парт 2, Dream Team и пријателите и музика за душа, ама тоа ќе биде после нова година, се снимам. Да. И од вај ќе чекаме нели да го извадите и тоа парче од проектот за да имаме што да пласираме и на нашата телевизија, а и на публиката да ужива во сето тоа што го приредувате. Малтене на некој начин успевате да направите една музичка емисија која ќе биде поклонета за вашите фанови. Така беше и замислата, нели, како што кажевме, да некој си пушти, нели, си седиш сега дали со друштво или било како, или у ресторан, или у кафана, или било каде пушти YouTube, нели, да уживаш, ама да уживаш во права смисла, да имаш што да се слушне и да биде тоа изработено како што треба. Да, и што да се види и да се едноставно ужива, а секако и да се промовираат и сите колеги. Точно, апсолутно. А тоа е многу голема доблест од ваша страна. Па да. И да се промовира македонската музика. Па ние секогаш за да ја промовираме македонската музика, ќе си земам за право да кажам, ние кога ги свириме и свадбите, да не речем пак 100%, ама 90%, првиот блок гледаме да го свириме само македонска музика. И мислам дека се броиме на прсти од бендовите кои останавме да го задржиме тој ритуал и тој, како да кажам, традиционален терек на македонските свадби. Така да се трудиме. Не е лесно да се бориме на пазарот, нели, ама не се даваме и сакаме да останеме достоинствени, пошто ние сме претпознатливи како група Dream Team по тој македонски звук и македонски саунд. Така е и така и треба и да нели и остане заради тоа што знам дека публиката бара и српска музика на свадбите. Меѓутоа јас сепак мислам Македонија има и текако голема ризница на македонска музика. Значи ако внимателно, добро се одбере музиката за една свадба, значи 4-5 саата без престан може да се свири македонска музика и луѓето кои прават свадба и сите нивни гости буквално да уживаат и да бидат расположени. Апсолутно се слагам со тебе и с него имале тоа искуство и се почесто се случува тоа, да бидеме реални. Значи има доста свадби кои што ги работиме и ти вика сакам само македонска музика и нема никаков проблем, али една работа да бидеме реални. Музиката нема граници. Јас сум секогаш да има од секој жар на музика, дали македонска, дали српска, дали хрватска и така натаму. Али мора да се знае она ние што го знаеме и што го негуваме. Значи ние сме македонци и треба да дадеме приоритет на македонската музика. Така е. Например како што е у Србија кога ќе отидеме, значи они 100% преферираат српска музика. Дури и прашање дали ќе ти отсвират нешто македонско, ако побараш, ама и прашање. Точно, ама еве сум бил 2-3 пати дали во Белград, дали во Ниш или кај сум бил во Нови Сад во кафана, па без да порача свират македонска музика. Да, ако веќе знаат дека има македонци на свадбата, али сакам да кажам, да направат чест. Да, музиката нема граници и јас сум секогаш немам проблем со тоа дали ќе свириме македонска или српска музика, али сум за тоа да го држиме она нашето традиционално, пошто како што кажавте, значи ние имаме таква ризница на песни што без проблем можеме да свириме цела свадба и сме свириле свадба само со македонска музика, народна и забавна музика. Да, само македонска. апсолутно. Има доста хитови така да не ги дам никаков проблем. Ако внимателно се одбере, значи цело време можеш да ја држиш, ја што викам, публиката под кумплук, едноставно. Така, да, може, да, точно. Да ужива, да се забавува и да си помине прекрасно. А тоа е, мислам, да. богатството на нашава држава. Па имаме што да прикажеме, така да има простор и затоа и го држиме тој терк, како што кажавме, нели, на нашите македонски традиционални свадби, да држиме од 90 до 100% првиот блок барем до вечер македонска музика. Така е. Александар, јас многу ти благодарам што утринава стана рано и одвои време за да бидеш дел од утро. Ми беше навистина задоволство и ужива во разговорот. Јас сум сигурна дека повторно ќе бидете дел, еве ќе земеме плюс уште некој од бендот. Па некаде пред Нова година ќе најдеме начин како да не расположите овдека во студиото. Може и да засвириме и да запееме тука во студиото. Точно така, на тоа и мислев и да си поминеме фантастично, а секако и нашата публика да биде задоволна и од вас и од нас како телевизија. Така, ви благодарам исто и вас на поканата, искрено ми значи како што кажав, јас од тука почнав и тука ќе завршам и тоа е тоа. Катеве да бест и се грешна за вас тука во секое време, да знаете.
isvrti životom, koga nešto ne odi, zastani i nasmej se, izbriši solzite, koga ide kraj na svet, nema sili poveće i togaš ne zaboravi, i da dobri denovi. Ajde društvo, nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sve ko ide. Život od tebe ni to i ne vrede, ako nego živeš. Nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sve ko ide. Život od tebe ni to i ne vrede, ako nego živeš. Ako neko i te razočara, prijatelj ili rodnina, ili te napuštila, ljubav za najgolema, toga samo pomisli i nagore pogledni. Ima Gospod, gleda se i misli dobro za tebe. Ajde društvo, nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sve ko ide. Život od tebe ni to i ne vrede, ako nego živeš. Nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sve ko